Добро вечер, централно издание на вестите, еве ги настаните на денот. Просторот околу собранието се прогласува за безбедносна зона, ама улиците остануваат слободни за протести и собири. Растот на бруто домашниот производ и во првото тримесечје од годинава останува над 3%. Повисок имале само 3 земји во Европа. Рангирана на четврто место, веднаш позади Ирска, Данска и Полска. Ке може ли македонската економија да издржи 5% од БДП за одбраната, како што бара Трамп? Трошокот од 330 ќе скокне на 800 милиони евра. Тоа е колку вкупните капитални инвестиции кои ги издвојува, колку здравствените трошоци, колку дефицитот на државата, целосет. Се вжештува атмосферата во Европарламентот пред утрешниот извештај на Вајц. Истичаше в реално време. Аз се още сум в лек шок. Кос бара диалог меѓу Софија и Скопје и се нуди за посредник. Со консензус на сите партии, просторот околу собранието ќе се прогласи за безбедносна зона со посебен закон, кој го предложи председателот Африм Гаши и ќе се носи по скратена постапка. Тоа ќе значи дека нема да се гради предвидената катна гаража до собранието, а парите ќе му бидат вратени на сопственикот на земјиштето. Освен градежни активности, ќе се забранати прелети на дронови, како и протести, собирања и манифестации. Но партиите уверуваат дека тоа нема да се однесува на улиците кои натаму ќе останат слободни. Деталите ги има Михајло Видимлиски. Со закон кој ќе се носи по скратена постапка и со поддршка од сите партии, просторот околу законодавниот дом ќе биде прогласен за безбедносна зона. Станува збор за површина од 1,5 хектари за која во иднина се забранува продажба. Просторот ќе биде заштитен и уреден исклучиво за потребите на парламентот. Според шемата до која дојде Канал 5, улицата 11 октомври пред собранието, каде досега се одржуваа протести, нема да биде дел од безбедносната зона. На парцелата во ливадат требаше да се гради на гараж, но тој процес е одамна стопиран, а според законското решение, на собственикот што ја купи парцелата за гаражата, ќе му бидат вратени парите, онолку колку што платил и без камата. Во безбедносната зона ќе влезат токму овој дел пред влезот на собранието, ливадата зад собранието и асфалтираниот простор што води кон домот на Арама. Овде нема да може да се одржуваат граѓански собири и протести. Реагира од коалицијата на екоактивисти Зелен хуман град, од каде вела дека подигањето безбедносна зона околу собранието во превод е забрана за јавни народни собири. Од пратеничката група на ВМРО ДПМН уверува дека е опфатен само дворот на собранието, а правото на протест на булеварот нема да биде ограничено. Само се ограничуваат крајните коти на собранието, а тоа е почетокот на пример на булевар 11 октомври од оваа страна, од задната страна се не ме држите за збор до статистика, до нарана, односно зоната, односно просторот кој што ќе припадне во собственост на собранието, а кој што е крстен како безбедносна зона, односно зона на собранието во кој што собранието ќе може да располага и да прави активности во склопот на него, а не некои приватни субјекти. И од пратеничката група на СДСМ вела дека идејата е со безбедносната зона да се заштитат градбите и околните улици не се опфатени. Ова заштитна зона го решава тој проблем, практично да не може да се гради било каков објект ниту сега, ниту понатаму, освен за потребите на македонското собрание и на тој начин практично да го расчистиме оној хаос кој што беше направен во 2009 година. Државното земјиште кај собранието со јавно надавање беше продадено во 2013-та на фирмата Анго Доел за 136 евра за квадрат или за околу 330.000 евра за целата парцела. Лани во август фирмата го огради просторот, но еден месец подоцна премиерот Мицкоски најави дека ќе се бара начин да не се гради на просторот и инвеститорот да се обештети. Македонската економија и во првиот квартал од 2025 година го задржа трендот од втората половина на 2024 година и повторно бележи раст над 3%, соопшти премиерот Христијан Мицкоски. По овој показател, земјава е рангирана на 4-то место, веднаш зад Ирска, Данска и Полска. Според прелиминарните податоци на Државниот завод за статистика, во првиот квартал на 2025 година реалниот раст на бруто домашниот производ
откако е избрана оваа влада, трет квартал поред е 3 или повеќе проценти, а прилагодениот, согласно сезонските и календарските податоци, е 3,2%, тоа е бројката која што ја објавува Евростат. Со тоа практично врз основа на досега објавените параметри кои што ги објавил Евростат, македонската економија е рангирана на 4-то место, веднаш позади Ирска, Данска и Полска. Известно барањето на Трамп сите земји членки да одвојуваат 5% од БДП за одбраната ќе стане официјално на следниот самит на НАТО во Хаг, што ги отвора дилемите за тоа како ќе се одрази на македонската економија со оглед дека станува збор за многу пари. Експертите велат дека клучно е да се добие подолг транзицијски период, а во него да се гради стратегија за паметно трошење. Тема на Сандра Спасовска. Ќе може ли македонската економија да издржи одвојување од 5% од бруто домашниот производ за одбрана како што бара администрацијата на Трамп? Македонија сега годишно троши околу 330 милиони евра, што е 2% од БДП. На земјава кој за 2024 година ќе биде околу 16 милиарди евра, а доколку заложбата на САД за земјите членки на НАТО стане обврска, тоа би значеле дополнителни над 400 милиони евра или вкупно речиси 800 милиони евра. Универзитетскиот професор Борче Триновски за Канал 5 вели дека за да не се случи шок на македонската економија, клучно е да се даде транзицијски период, особено што ваквото издвојување би значеле дури 12% од буџетот. Тоа е колку вкупните капитални инвестиции кои ги издвојуваме, колку здравствените трошоци, колку дефицитот на државата целосен. Треба да размислиме на кој начин би можеле да го направиме тоа. Дали ќе прераспределба на програми ќе направиме, дали ќе обезбедиме ново задолжување. Еве тоа се дополнително 400 милиони, зборуваме за нови обезбедени средства и така натаму. Дали ќе направиме некои заштеди, меѓутоа 400 милиони евра е многу тешко да се прераспределат во краток временски период во нашиот буџет. Од причина што ако не се направи на правилен начин, ќе ги истисне добрите расходи. Според Триновски, ако земјава мора да ја спроведе оваа обврска, ќе мора многу внимателно да ја испланира структурата на расходите, а за да има ефект врз целата економија, вели клучно е да се зголеми делот за истражување и развој. Има докази, истражувања кои покажуваат дека пред се истражување и развој, инфраструктура и делот на креирање и капацитети за производство на опрема. Пред се во делот на безбедност и така натаму има држави кои навистина ги прошириле своите капацитети и ја зајакнале својата економска активност. Меѓутоа пак кажавме, нашите капацитети во одбраната за производство на било што се ограничени. Меѓутоа истражувањето и развојот, поврзувањето со универзитетите. Вие во делот на текстилот не имаме определени компаративни предности. Значи во определено на униформи, на опрема и така натаму, вложувањата во истражување и развој исто така во одбраната се признаваат. Според соопштението на Стеј департментот, прашањето за зголемување на средствата за одбрана било споменато и на минато неделната средба на министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски и американскиот државен секретар Марко Рубио, а очекувањата се дека ќе биде формализирано од страна на американскиот председател Доналд Трамп на самитот на НАТО во Хаг, што ќе се одржи за неколку недели. Од Министерството за одбрана за Канал 5 официјално велат ова прашање се уште е отворено и се разговара, но оценуваат дека се работи за навистина сериозна сума на средства, особено ако се земе предвид дека нашата земја има потреба од многу големи инвестиции кои би овозможиле иден развој и подобар живот на граѓаните. Според надлежните, потребно е зголемувањето на буџетот за одбрана да оди постепено, се со цел да се придонесе и кон раст на буџетот на државата. Се урива монополот на ССМ, наместо со 10% репрезентативност за сите и со двојно помалку членство. Секојаш имало консензус да се намали. Некој се обидува да направи некој синдикат репрезентативен со законски измени. Се вжештува атмосферата во Европскиот парламент пред утрешната седница за извештајот за Македонија, што го подготви пратеникот Вајца. Таму денеска свој обраќање имаше и еврокомесарката за проширување Марта Кос, а бугарските европратеници реагираа за тоа како се дозна за нивните амандмани. Јован Ѓорговски. Еврокомесарката за проширување Марта Кос се понуди да посредува меѓу Македонија и Бугарија за решавање на спорот меѓу двете земји. Според неа потребно е властите во Скопје и Софија да го интензивираат диалогот, бидејќи на тој начин може да се постигне некакво решение.
Сепак нагласи дека Македонија мора да го промени уставот за да продолжи по евроинтегративниот процес. Reconciliation, Mr. White, and good neighborly relations, we all have to take care about it. Not just North Macedonia, not just Bulgaria, but we all. But without talking to each other, it is not possible. That's why I have offered my personal possibility to facilitate. Andrei, why? Because sometimes I see that there are different understanding of what is going on. And if we can help, then I'm ready to sit 24 hours, as long as it is necessary, to come to the solution. And yes, the North Macedonia has to change the constitution. Then we will move on with the accession process. По обраќањето КОС се соочи со серија на прашања од бугарските европратеници. Најголемиот дел од нив бараа спорот меѓу двете земји да не го нарекува билатерален, туку европски. Пратеникот од Има таков народ, Ивајло Валчев, пак откри дека тој стои зад амандманот на извештајот за напредокот на земјава, а со кој се бара македонскиот идентитет да биде назначен како сегашен. Как гледате на факта, че наистина критична информација од разговорите вътре в групата на Shadow репортерите по доклада за Република Северна Македонија изтичаше в реално време. Аз се още съм в лек шок за това как поправка, която предлагам в писмена комуникация вътре в групата, бива коментирана на следващия ден от премиер-министъра на Република Северна Македония. As far as I could understand, this is about the report in the European Parliament. So the Commission is not dealing with this report. I wouldn't know how this goes and how the leakages from the European Parliament are going out toward the Macedonia. Европскиот парламент утре ќе гласа за извештајот кој го подготви известувачот за земјава Томас Вајц, а во пресед на седницата, бугарскиот парламент едногласно усвои резолуција во која се наведува дека официјална Софија стои зад заклучоците од 2022 година и се повикуваат македонските власти да го спроведат договореното. Председателката Силјановска Давкова смета дека утрешниот ден ќе покаже колку Европа се држи до своите принципи и вредности, а обидите на Софија за негирање на историјата и идентитетот ги оцени како навредливи. Премиерот Мицкоски кажа дека воделе интензивна комуникација деновиве, но не сакаше да прејудицира како ќе помине гласањето. Јана Јосифовска. Македонската председателка Силјановска Давкова очекува поддршка за извештајот за Македонија, кој ќе се најде утре пред европските пратеници во Страсбур. Во спротивно, Европскиот парламент според неа ќе испрати лоша порака за демократските вредности. Резолуцијата на бугарското собрание и оспорувањето на македонскиот идентитет со амандмани од официјална Софија според неа се навредливи и го отежнуваат диалогот со бугарските власти. Се разбира дека очекувам поддршка, но искрено не очекував во 21. век во Европскиот парламент да прочитам или да чујам некои амандмани да оспорувате нечи идентитет. Тоа е непознат феномен. Навредливо е такво нешто да се направи. Зошто? Бидејќи во стартот го оневозможувате заедничкото чекорење низ диалог. Премиерот Мицкоски во пресрет на утрешната дебата за извештајот во Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент не сакаше да го прејудицира исходот, но посочи дека и тој и владини представници телефонски разговарале со многумина европски представници за да го одбранат нацрт текстот на резолуцијата. Во текот на вчерашниот ден разговарав со многумина, но ајде доставиме да помине, не се гласи утре во Европскиот парламент, утре поминува на комисијата АФЕТ позната или комисијата за надворешни работи во Европскиот парламент. Инаку во текот на вчерашниот ден имав голем број на телефонски разговори, министерот за надворешни работи исто така, други луѓе од владата исто така разговаравме во текот на денот. Според поранешниот амбасадор и вице-премиер за европски прашања Ивица Боцевски, македонската дипломатија се вложила максимално за да помине нацрт извештајот во Европскиот парламент, во кој јасно се споменува македонскиот идентитет и покресилното бугарско лоби, негирањето на македонската нација и резолуцијата во бугарскиот парламент, кои според него се несвојствени за 21. век. Ќе следиме ситуацијата. Она што сум сигурен е дека македонска дипломатија го сторила својот максимум за да може да помине овој текст на резолуцијата онака како што беше изработен. Во 2025 година, 3 години после руската инвазија во Украина, која што
беше легитимирана со спорењето на самобитноста на украинската нација. Истата таа реторика да се користи во европските структури, во Европскиот парламент е една голема срамота. Во пресред на гласањето за извештајот, европратеникот Вајц, кој е и негов автор, потврди дека во нацрт документот има неколку референции за признавање на македонскиот јазик и идентитет, како одговор на негирањето од бугарските и претходно од грчките соседи. И покрај жестоките напади од бугарска страна за кои сведочи, сепак тој очекува извештајот да биде изгласан со големо мнозинство во Европскиот парламент. Јавното обвинителство отвори истрага за дивоградбата во Чаир, за која алармираше градоначалничката Данила Арсовска. Станува збор за шесткатница која почнала да се гради во 2024 година на државно земјиште без никакво одобрение. За дивоградбите Арсовска сакаше да се разговара и во Советот, но обидот заврши со расправија. Дејан Трајковски. Уште едно тензично попладне во град Скопје, овој пат во салата на Советот течеа препукувања откако советниците не изгласаа да се одржи вонредната седница во која тема на дискусија требаше да бидат дивоградбите во општина Чаир. Состојбата кулминираше кога градоначалничката Арсовска излезе на говорница да презентира документи кои вели дека се фалсификати и доказ за незаконското легализирање на дивоградби во Чаир, пошто започна и кавгата со советниците од ВМРО ДПМН и Вреди. Набргу седницата мораше да биде прекината, па не се разговараше ниту за дивоградбите во Сарај. Абе со жив штит ќе ги бранат криминалци, ќе отидат ќе легнат пред општина Чаир за да го бранат. Има тука два документи од кои не се дери господја. Не се дери господја, те молам. Не се дери господја. Не се дери господја. Господја, те молам, не се дери. Во документот што го има издадено Висарганију има два фалсификати кои што се направени на документи на град Скопје. Прават театар и циркус од работата во градот Скопје. Добро, ајде 4 години. 4 години. Даниела Арсовска имаше време да реагира за сите дивоградби. Сега во последниве 4 месеци реши да прави популизам и театар кој ние не го прифаќаме. Во меѓувреме, обвинителството отвори истрага за шесткатница во Чаир, а за осомничениот кој се товари за бесправно градење, определи мерки на предпазливост. Од ОЈО Скопје посочија дека објектот почнал да се гради во 2024 година без одобрение и на државно земјиште на улицата Кемал Сейфула, а осомничениот инвеститор изградил стамбена зграда со деловни простори, со катност од подрум плюс приземје плюс 6 ката плюс поткровје. Состојбата со дивоградбите и заканите кон градоначалничката ги следи и полицијата, кажа денеска министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Сепак, она што се случува изминатиот период на релација Арсовска-Ганију го нарече предизборен циркус. Овој што го гледа македонската јавност е исклучиво само циркус и парада пред локални избори. Да беше во рамки на првите години дена, ќе беше за поздрав и ќе беше навистина искрено. Го препознава народот тоа. Овој народ е многу години лажен и препознава кога нешто е искрено и препознава кога нешто е заради така циркуски доем. Од МВР пак посочија дека извршен разговор со возачот на Мерцедесот кој се заканувал на Арсовска во неделата на Словенечка, каде таа, како што кажа, фатила диво приклучување на атмосферската канализација. Станува збор за 39 годишник кој негирал дека се заканувал, а за кој Арсовска вели дека приведено е друго лице, а не вистинскиот заканувач. А по нападите на Арсовска и Влен го возвраќа ударот. По обвинувањата дека незиното делување во координација со Блерин Беџети од ДУИ, објавија и договор што комунална хигиена, на чие чело е негов близок соработник, склучил договор со неговиот 18 годишен син за интелектуални услуги вреден 12.000 евра. Директорот сепак тврди дека тој не бил реализиран. Сања Трајковска, Ставров. Комунална хигиена нема платено за интелектуални услуги и совети за заштита на животната средина на 18 годишникот Валон Беџети, син на Блерин Беџети од ДУИ, тврди директорот на јавното предпријатие Сабахедин Рустеми. Тој не сакаше да ги коментира обвинувањата од коалицијата Вреди дека ја злоупотребува службената положба и пере пари преку склучување на договори со негови роднини и пријатели, туку на писмено ни одговори дека јавното предпријатие нема исплатено пари за интелектуални услуги и совети за заштита на животната средина.
Не постои исклучена спогодба која би можела да се смета за правно обврзувачка, при што сите засегнати страни се навремено информирани за тоа. Следствено и покрај можноста за постоење на интерен акт донесен во рамки на актите за организација и систематизација, укажуваме дека ништо не е спроведено во пракса, ниту е реализирана каква било исплата по таа основа. Стои во одговорот на Рустеми откако Вреди вчера го обвини дека е дел од криминална шема со тендери помеѓу ДУИ, градоначалничката Данила Арсовска и Левица. Објавија дека договорот со синот на Беџети бил склучен во февруари годинава и бил вреден 12.000 евра. Договорот број 57254 склучен на 25 февруари 2025 меѓу Комуналната хигиена Скопје и фирмата Веда Дојал. Се гледа дека парите ги прима Валјон Беџети, син на Блерин Беџети, кој и се има подпишано. Предмет за интелектуални услуги, давање на совети за заштита на животната средина. Без јасно дефинирани резултати, секако да подсетам дека човекот на кого комунална хигиена му плаќа 12.000 евра за совети е 18 годишен дете. Од коалицијата Вреди, освен овој наведуваат уште еден договор вреден исто толку пари на 12.000 евра, фактурирани, како што посочуваат, на близок роднина на директорот Рустеми за имплементирање на нови техники за заштита на животната средина. Оттаму побараа да постапат и јавното обвинителство, но и останатите надлежни. СДСМ и денеска продолжи со пресконференциите на кои бара одговори зошто актуелните полициски функционери во Кочани не се опфатени со истрагата за пожарот во дискотеката Пулс. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски пак ги отфрла сите обвинувања за селективност и уверува дека семејствата на загинатите ќе ја добијат правдата. Дали Христијан Мицковски ја штити главната инспекторка за економски криминал во ОВР Кочани Кристина Јованова, која морала да знае дека во дискотеката Пулс се случува економски криминал? Дали се работи за уште еден партиски кадар кој носел и дома, а носел и во партија? Главната и одговорна, која била должна да провери која фирма сега раководи соделовниот објект, да биде поштедена. Само Господ на крајот, на завршување на целокупниот овој процес, ќе биде оној кој што ќе суди за секоја една солза која што дополнително непотребно е исплакана од македонскиот народ заради тоа што одредени политички лишенари се обидуваат цело време упорно, свесно да манипулираат со македонскиот народ и особено со родителите. ВМРО ДПМН пак и денеска продолжија со обвинување на адреса на лидерот на СДСМ Венко Филипче за пожарот во модуларната болница во Тетово. Тврда дека лично тој ја подготвил спецификацијата за времените објекти. Одговорното лице од Министерството за здравство, кое се подпишало на спецификацијата дадена од Филипче лично, во исказ пред ОЈО изјавува, цитирам: "Сакам да појаснам дека не сум ја изготвила техничката спецификација, туку само сум ја проследила по налог на министерот Филипче до министерот за труд и социјална политика." Очигледно на Филипче не му требал архитект, туку потписник на неговите матни тендери. Ке се урива монополот на Сојузот на синдикатите на Македонија. Во пресрет на утврдувањето на репрезентативност за учество во економско-социјалниот совет, во скратена постапка ќе се промени законот и ќе се овозможи наместо со 10% членство од вработените, репрезентативност да добиваат сите синдикати што ќе имаат 5%. Елизабета Дамјановска-Спасеновска. И помалкобројните синдикати во иднина ќе можат полесно да утврдат репрезентативност на национално ниво, бидејќи наместо досегашните 10% од вкупниот број на вработени во земјава, на синдикалните здруженија ќе им биде доволно само 5%. Ваква измена е предвидена во Законот за работни односи, кој веќе доставен до Собранието. Според синдикалните представници, со ова се дава можност да се слушне гласот и на помалите синдикати. Во оние работни групи во кои што се изработуваше нацрт плановите или нацрт закони
законите за работни односи во изминатите години секогаш имало консензус да се намали прагот на репрезентативност по барање на помалите синдикати. Пратениците предлагаат едно добро решение каде што репрезентативноста се намалува на 5%. На тој начин повеќе синдикати ќе бидат вклучени во социјално-економскиот совет. Тоа нуди едно поквалитетно решение, поквалитетен социјален диалог. Председателот на Комисијата за труд и социјална политика Бојан Стојановски уверува дека овие измени ќе се носат во скратена постапка и смета дека со тоа ќе се демократизира синдикалното дејствување. Ние веруваме дека на ваков начин со повеќе синдикати кои што ќе седат на таа маса, на тој трипартитен диалог ќе може да се направи поголем притисок и врз работодавачите, но и врз владата во начин на исполнување на повеќе синдикални и работнички барања. Покана за присуство на состанокот била доставена и до ССМ, но оттаму денеска немаше ниту еден представник во собранието. Председателот на ССМ Слободан Трендафилов стравува дека со ваквите отстапки КСС ќе должи услуга на владата и нема да бара поголеми плати. Сметаме дека треба да се дискутира тоа прашање на економско-социјалниот совет пред да се достави до парламентот или на усвојување како измени и дополнение на законот. Некој се обидува да направи некој синдикат репрезентативен со законски измени. Тоа не треба да биде случај во социјалниот диалог. Се сомневаме дека заради намалување на прагот КСС повторно нема да бара зголемување на платите, затоа што ќе должи репрезентативност на владата. Предходно премиерот Мицкоски изјави дека нема никаква политичка агенда во намалувањето на прагот на репрезентативноста на синдикатите, туку дека тоа било резултат од разговорот на последната средба со сите синдикати. Проблемот со чаршафите за креветите и операционите сали во клиничкиот центар и натаму не е решен. Освен револтот кај вработените поради доснењето на платите, сега од фирмата тврдат дека се расипале и дел од машините за перење и сушење. Сагата во пералната на клиничкиот центар Мајка Тереза со чиста постелнина за креветите и зелените облеки и чаршафи за потребите во операционите сали продолжува. Дел од клиниките за Канал 5 потврдија дека работат со намалена количина на чиста опрема во делот на текстилот заради расипување на дел од машините за перење и сушење. Вработен од хируршките клиники бил затекнат од сликата на неиспрани постелнини, откако заменел да земе чиста. Му било кажано се работи со намален капацитет поради дефект на машините. Покрај расипаната опрема за перење и сушење, вработените се уште немаат земено плата за февруари, март и април од фирмата Скопстерт, по чија надлежност е пералната и новата стерилизација за инструменти за операција, објаснуваа дека дефект има, но станува збор за машини од 50-тите години, а за сега не можат ништо да направат, бидејќи заеднички служби не го исплатиле целиот долг кон нив. Во најкосможен временски рок успеавме да обезбедиме финансиски средства за исплата на дел од заостанатите плати на вработените во опералната при клиничкиот центар Мајка Тереза. Дел од платите и обврските за вработените во пералната се уште не се подмирени, зашто активно работиме заедно со СОЗР. Од заеднички служби за Канал 5 објаснуваат дека префрлиле доволно пари за исплата на платите на вработените. Договорот со Скопстер и владата беше потпишан во 2022 година. Тогашните реакции од сите клиники беа дека услугите ќе бидат многу скапи и ќе има проблем со исплатата. Од Министерството за здравство пред 2 недели реагираа и беа исплатени плати за месецот јануари. Оттаму вела дека бараат решение за проблемот. Исто така, во писменото соопштение од Скопстер се надеваат дека со идниот министар за здравство ќе се направат сите потребни активности за да им се овозможи давање на услугите во делот на стерилизација, но и реновирање на пералната. Државниот универзитет Свети Кирил и Методи Скопје за прв пат не е дел од листата на 2000 најдобри универзитети во светот за 2025 година, која ја објавува Центарот за рангирање на светски универзитети. Минатата година УКИМ беше рангиран на 1990 место.
Според листата, 5 најдобро рангирани универзитети во светот се универзитетите Харвард, МИТ и Стенфорд од Соединетите Американски држави, Кембридж и Оксфорд од Велика Британија. Универзитетот во Белград пак е позициониран на 387-то место на табелата и е меѓу 1,9% од најдобро рангираните високообразовни институции во светот. Клучните елементи за рангирање на универзитетите според листата на Центарот за рангирање на светски универзитети се квалитетот на образованието, вработувањето на поранешните студенти, квалитетот на наставниот кадар, истражувачките перформанси, научните трудови, висококвалитетните публикации, влијанието и цитатите. Центарот за рангирање на светски универзитети е консултантска организација и ја објавува ранг листата на глобални универзитети од 2012 година. Ивана Стојановска, ваш домакин во новото издание на Самовистина во продолжение на Канал 5. Останете со нас.